Неодамна дознавте дека сте примена со целосна стипендија на престижниот светски универзитет Принстон. Каква беше вашата реакција кога ја примивте оваа вест? После полноќ на 7 април јас ја очекував веста од Принстон и кога ми стигна мејлот со позитивната информација, јас бев пресреќна. Се радував тогаш, а се радувам и сега. Премногу сум горда на ова постигнување, а исто така и сум задоволна што сите мои долгогодишни напори успеа да ми ја реализираат првично замислената цел. Чувството е многу тешко да се објасни, поради тоа што тоа е момент кој што една желба која што сте имали уште од многу мали години ви се остварува во целост. Како се одвиваше целиот процес на аплицирање и што мислите дека е пресудно за еден кандидат да добие целосна стипендија? Како и за повеќето амерички универзитети, пожелно да се полага така наречениот SAT тест. За овој тест, за да влезете во еден од најпрестижните универзитети, треба да имате еден од најдобрите 1% резултати од сите што биле тестирани. Поради ова, апликацијата за америчките универзитети е доста долга и во нејза да има еден главен дел во кој што треба да ги наведете вашите податоци, а исто така и персоналниот есеј. Во овој есеј универзитетот сака да ги дознае вашите вредности, не само академски постигнувања. И како што реков, академските постигнувања не се нешто што е пресудно за универзитетот да ве прими, туку тие исто така се залагаат да дознаат каков карактер имате и како вие учествувате во вашата општествена средина. Поради ова, мојата апликација многу се фокусираше на моите волонтерски активности и останати проекти со кои што одамна сум вклучена. И сепак мислам дека сите овие делови, академскиот успех и моето учество во општеството придонесоа за јас да ја добијам целосната стипендија. Во едно ваше интервју велите: во различните гранки на физиката се содржи целата мудрост на универзумот. Може да не кажете нешто повеќе за овој ваш став? Абстрактните символи, математички символи кои што се вградени во физиката, се еден вид на јазик на кој што универзумот комуницира со нас. Ние цело време сме во контакт со природните закони, но без физиката ние никогаш не би можеле да ги разбереме, ниту пак да ги искористиме во наша полза. Сметам дека е огромна привилегија што можеме да ги квантифицираме природните закони и затоа јас решив мојот живот да го вложам во осознавање на оваа тајна мудрост која што се уште недостапна за нас. Како што реков, природните закони се интегрирани во сите области на физиката. И како јазик на универзумот, физиката и математиката во нив ја содржат целата мудрост која што се надевам дека еден ден ќе изоткриеме во голема мера. Годинава завршувате едно убаво подглавие од вашиот живот. Како би ги опишале вашите средношколски денови? Во моите средношколски денови јас ги поминав осознавајќи се себе си ги пронајдов интересите и ги открив загадките кои што јас сакам да ги одговорам. Иако пандемијата со COVID-19 ни го смени начинот на другарување, на учење, па дури и на живење, јас целиот овој период го искористив за да се унапредам академски, а истовремено и да се вклучам во многу проекти кои што помагаат на нашето општество. Што представува за вас вашето образование и како тоа влие на вашиот личен развој? Јас од секогаш сум сакала да осознавам и да се надоградувам себе си академски. За мене моето образование беше, а и ќе биде пат преку кој што јас си ги насочувам моите амбиции, преку кој што си ги откривам моите интереси, а истовремено ја гасам жепта која што јас имам за знаење. Физиката мене ме фасцинираше поради тоа што ми даде нова перспектива за уникатноста на човечкото суштество, за нашата екзистенција и за неверојатните убавини кои што ги имаме во универзумот. Колку влијание имаше поддршката на академските советници од вашето средно училиште Нова на вашиот пат до овој огромен успех? Академските советници во Нова го направија целиот процес на аплицирање многу полесен и помалку стресен. Во така наречената сезона на апликации, која што е во 4-та година од моето образование, бев во директен контакт со нив и они неуморно ми ги одговараа сите прашања, а истовремено и ми дава сугестии за како можам да ја подобрам апликацијата. Често они беа тука за да ми кажат, да ми посочат поточно кои рокови се и да ми кажат кои документи треба да се подготват.
Сакам исто да нагласам дека јас се чувствував многу спремна кога дојде моментот за апликација, поради тоа што ние уште од прва година сме едуцирани за целиот тој процес. И академските советници уште од првата година ни даваат идеи и поточно ни помагаат за нашето средно образование да ја достигне целта која што сме си ја замислила. Вие сте младенски амбасадор на МУНА, македонската организација која ги шири вредностите на Обединетите нации. Какви се вашите активности? Јас како младенски амбасадор се вложувам за да ги донесам идеите и вредностите на една интернационална организација до македонската младина. Јас се обидувам да ја охрабрам, едуцирам и поттикнам нашата заедница да завземе став за разрешување на сите глобални проблеми. Се обидувам исто така светот да го направам подостапен и помал во очите на нашето општество. Исто така се трудам младината која што е денеска да не мора да ги се соочи со истите проблеми со кои што јас се соочив за да излезе надвор во светот и да се соочи со сите тие вредности и проблеми. Исто така, за ова да се реализира, јас имам организирано MUN конференции и дебати во кои што имам учествувано и како предавач. Што сакате да правите во слободното време? Јас уште од мало бев фасцинирана од научно-фантастичната литература и таа на некој начин ја пробуди мојата љубопитност и желба за напредување на модерната технологија и научното знаење. Поради ова, јас во моето слободно време често читам книги и гледам едукативни научни ТВ емисии. Исто така, сакам да другарувам, да се дружам со моите врсници, да играм видеоигрици, исто така и јас имам едно хоби кое што ми е во мојот живот уште од многу мала, а тоа е свирењето на пијано. Но сепак, најмногу во слободното време, доколку ја имам можноста, сакам да патувам.